хипик, автобус се вози и гледа една частна сестра и вика, слушай, тебе ја... И ова се собрала, па другиот ден, тебе ја... Таа релација. Ја фаќа частна сестра и хипиков по неа. И шоферот на автобусот му вика на последна станица, вика, слушай, знаеш како вика можеш да ја фатиш? Како? Секој петок на полнок вика оди на гробиште, вика таму пред црквата се моли. Само застани позади и кажи дека си Господ свеќе ви даде. Иде типов у петок и ја гледа како се моли и вика, јас сум Господ, сакам ти правам тоа и тоа. Господе, се за тебе, се наместуе, све и вика, ха! Јас сум хипик од автобусот. А овој се врти и ка, ха! Јас сум шоферот од автобусот. Виде бугар на момачко вече. Кој? Мујо. Ја да слушам, виде бугар на момачко вече. Иде Мујо бугарски на момачко вече. И една соба со 2 девојки, со 3 девојки, друга испоменјал 20 куќи, паднал куќа, се скршил. Утредната свадба, прва брачна ноќ треба се одглуми, декне, шо ќе прави со скршен? Иде на доктор, доктор е пома, вика, нема, вика, зама што у гипс, го стават у гипс, се дешава свадба веселја, идат младиот и невестата у соба и си дават комплименти, вика, абе, Мујо, вика, види ги, вика, овие очи, вика, не пипнат би, само за тебе, знам бе, вика, види ги, овие кради, вика, не допрени, само ти да ги допреш, вика, види ова тела и почина. Овој го вади у гипс, вика, види го, вика, за тебе, нов неотпакуван. Свеж. Онака од култура, не ти беше многу смешна, вака се насме. Си викаш некој ќе се насменува? Слушај, оној го кажавме ли бе за која бегал Мујо низ реката ова? Не го кажав. Го бркаат Джандар и Мујо, брат, слушај, го бркаат Джандар и Мујо со полиција, нели со коли. И овој им бега едно време, гледа ќе снема бензин више, таа ќе врти колата, искача, почиња да бега овие од коли, искача, трчаат по него, трчаат, овој у река се джитка, пао, овие по него у река го фаќаат, го вадат и овој, пуштите ме, ќе ви испунам 3 жени. Добар беше. Една работа која ме нервира мене, опасно, се споменици. Мислам, како гледаш на тоа како уметник, а ти како врвен спортиста? Па јас како уметник навистина сум за изградба и на такви... И уметник, пардон, и ти си мислам уметник да, значи, и врвен спортиста. на такви споменици и генерално поддржувам се што се гради. Но ова не се гради. Значи, ова не е градно. Овде голема поддршка имам и за сите спортски објекти кои што се изградени и кои што допрева ќе се градат, со оглед на тоа што навистина ние немавме до пред малку како спортист, еве да зборувам, ни услови за тренинг, за било каде, за собирање. Да, и тоа го поддржувам и го почитувам. Меѓутоа, сега гледам дека навистина постои револт од многу граѓани, нели, дека проектот 2014, нели, сето тоа има некаков револт и тоа го разбирам со оглед на тоа што замислете некој човек кој што изморен се враќа од работа и по патот кон дома минува низ 30-40 дупки, ја крши колата, нели, гледа дома на вести, се гради, нели, споменик на ова, но нормално дека ќе има таков револт со оглед на тоа што многу други приоритетни работи се уште не се направени. Овде нормално спаѓа и тоа што го спомена, нели, објекти кои што треба да бидат приоритетни, кои што репрезентативни куќи се и драмски имената. Во Македонија да ги погледнеш како изгледаат, Тони не се баја, брат. Да, главен град без триумфална капија. Да. Но јас пак ќе кажам дека ги поддржувам сите тие проекти, но треба да се нормално да се вклучат и некои приоритетни за да не постои таков револт. Ја не ги поддржувам сите тие проекти. Тоа е да направеат 3 споменика, 1 театар, 15 сали, да се распределеше тоа во културата секако. Да се селектира и ми беше супер. И да те прашам една работа, ти си од провинција, така? Јас сум од провинција. Да, јас сум од Кавадар. Ти си од Кавадар, јас сум од Куманово, значи никаде во ниеден друг град не заслужува да се стави некое спомениче, мислам, само во Скопје ли ќе правиме споменици. Ние во Куманово, Кавадарци, што треба да направиме? Една фонтана имаме и 3 рома што се бањаат у неа, а ако замрзнат зимуска да останат така, па да глумат нешто с култура, да им дават циц по 100 евра месечно.
Нешто евентуално кај трите джезери. Ја како го толкувам тоа, може не е ни битно. Одеднаш ке ги ставиш тие патриоти на споменици и сите ние што ќе ги негираме спомениците, ќе не наречеш предавници, а себе си ќе се направиш најголем патриот, затоа што иконите на македонскиот патриотизам, револуција и народ ги ставаш на споменици. Секој што те негира, по автоматизам е предавник. Јасно е дека никој не збори за против личноста, кое што е... Ама така не испаѓа, бро. Не може да испадне така. Јасно е дека не се збори. Што е Се сега збори смета, за една ѓурултија што треба да се направи на площад. Значи, од цркви, триумфални капи, џамија, ја не знам како, пака ќе се помине низ площад. Само тоа, може би тоа... Брат, заглавен сум кај Ефелова кула, не можам да тоа. Да. Мисля, види, може би тоа, не знам. Јас не сум архитект, она што го видов, како што изгледа, ми е чудно. Може би тоа, кој ќе се стаи онака, да видиме да направиме од макети, па да ги ставиме да видиме. Да повежбаме малце, што ти е глупост? Ајде да пробаме. Да повежбаме. Ставете макети дрвени. Ај мрдни овде кај Ама макетите знаеш колку се скупи бе, да. Картонски, тежок картон да не ги дувне дете. У театар, се преси каширан. Каширан декор. Каширан, ама триумфална порта. Све на наместо, со мисли. Еј, баш е добро. Пробно. Еве проба. Кај сакате го мрднеме? Овде, овде. Супер. Ема. Добро, например, вака, искрено да те прашам. Јас сум патриот, а бар себе си се сметам себе за патриот. Ти се затвори ги ушите. Јавна куќа или споменик? Што повеќе би сакал да се направи? И што мислиш дека е повеќе потребно во Македонија? Одиме од глупост до гротескно. Мисля, не е сигурно дека нормално за 200 милиона Не, одиме. Значи, овие сите што ги збориме дека во културата треба да се инвестира, тоа е као драпање, али одиме од крајност во крајност. Мислам, ја повеќе би одбрал да се направи Ти јавна сакаш да куќа. инвестираш во културата? Јас во културата? Да. Ја инвестирам и ти инвестираш. Сега, ако сакаш во овој момент да инвестираш, треба да завршиме емисијата, зашто? Ти сакаш да напред. Тоа сака да ти кажам. Да си бегаме ние. Што представа играш иначе во драмски? Вечерва е кинегонда во Карла-Ленд. Така? Да, тоа е вторник што го снимаме. Иначе, пошто ова оди петок, така? Да. Ова ги си го гледам заедно со син ми Стефан дома. Тамански. Да, еве сине ќе го гледаме, не знаеш. Сега се гледаме ние. Здраво, дец! И во сабота играм Умри машки. Имаш и реприза од емисијава? Имам и се колку е реприза, таман кога ќе се вратиш од град. Од град кога да. Себе си се сметаш за кловен во животот или другите ги сметаш дека го покриваат собственото лудило со тоа што мене ме прогласуваат за кловен, да речем. И дали ја почитуваш навистина таа реченица на Салвадор Дали или тоа е проформе ставено? Да, не сум јас тој кој што е клон, тукова цинично и монструозно општество, кое што игра улога на сериозност со цел подобро да го прикрие своето лудило. Да. За себе мислиш дека си кловен или мислиш дека другите се луди? Па... Тоа те прашав. Да, па јас тоа ти одговорив. Да. Да ви заблагодарам што бевте наши вечерашни гости, мои и на цела Македонија, на оние што не гледаат. Посебно ми беше задоволство, ти си прв пат кај нас. Да. На огромно задоволство, повтор пат си кај нас и тоа со причина, не само убавината. Добри, тешко се не е фатила за 2 тешко што години. се фатила, тоа ми се свиѓа. Видиш, појавувај се почесто на телевизија, бе. Да. Мужики со мужи што се секираш. Да ти посакам исто Фала ти. многу улоги во театарот, Исто филм и нека тебе. се случи. Господ нека те чува тебе, твоите најблиски и тебе исто, нели? И наскоро се надевам дека ќе не викаш на свадба, а ја и Дац веќе ти покажавме оваа емисија колку добро пееме. Ја мислам дека една свадба ќе издржиме. Мислам сега на таквото Ја да ќе не ти го вртат држам ќе издржиме путно, една свадба. Ако немаш деверче, ја ќе ти го држам. Ебе ти слушај бомбончи не можеш да фрлаш. Дај брат, така. Може, Манго он ќе си пиле. фрла бомбончиња у уста. Вас, почитувани гледачи, да ве поздравам и да ви посакам убав викенд. Со нас беа Дивна Печич, Драган Спасов Дац. Дац ќе го гледате и понатаму од понеделник до петок, заедно со Дуле и со Натали во тркалото на среќата и повелете во Драмскиот Дуле и театар. Коки. Дуле и Коки. Нема да забориш само Што брат. да не заборам? Да ги поздравиме спонзорите. Да ги поздравиме спонзорите. Значи да ве поздравам, почитувани гледачи, парете се и као што знаете, пари за четврто дете, мало морген. А ние се гледаме следниот петок. Чао, чао. Чао.